Добар ден, и од мен ова е стартот на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Родителите на мали деца прецен оние што одат во градинка треба постојано секогаш да бидат подготвени да се справат со секретот во белите дробови и кашлицата. Има техники кои што можат на детето да му помогнат што поскоро да се Прекрасно студио. Баш ми е драго што ви се допаѓа. Родителите кога ќе слушнат кашлица кај нивното дете, тоа не им се допаѓа. Обично им паѓа мрак пред очите. И сега колку банално и да звучи, сепак родителите реагираат на таков начин бидејќи стравуваат кашлицата да не премине во некој посложен респираторен проблем. А во моментот вирусните респираторни инфекции се присутни речиси во секој дом. Симптомите кај децата се различни, болеста се манифестира со различен интензитет и во различна форма, но едно е факт дека во зимскиот период децата се соочуваат со поголем проблем со секрет во дишните патишта. Зошто е тоа така? Зошто во зима е поизразен овој проблем? Па види, јас мислам дека минатиот пат седам дека кажав една реченица која што често знам да ја користам. Кашлицата како феномен представува еден огромен океан од аспект на тоа да има многу причини за да доведе до кашлица или нешто вака поедноставно да кажам, практично причините што доведуваат до кашлица е она што се вика подножјето, базата на планината, а кашлицата е врвот на планината. Се знае дека периодот некаде почнувајќи од крај на септември, значи октомври месец, па ценам дека оваа година, бидејќи ние се наоѓаме во доста сериозна епидемиолошка ситуација во овој регион, особено и делот од Македонија, кој што спаѓа во овој регион, практично проблемите од страна на вирусните респираторни инфекции ќе траат, бога ми, некаде и до почеток на јуни месец. Тоа е моја лична проценка. Према тоа колку многу типови на вируси и подтипови на вируси детектираме дека се причинители за развој на респираторните потешкоти. Кашлицата како таква секогаш, веднаш морам да напоменам, во 99% од случаите почнува како сува кашлица, меѓутоа за кратко време го менува својот тоналитет, својот квалитет и потоа во скоро 80% од случаите продолжува да се манифестира со продуктивна влажна кашлица. Во најголем процент од случаи тоа се вирусните респираторни чинители, меѓутоа не се само тие, а со право родителите се загрижени. Зошто? Затоа што се што трае подолго и го ремети квалитетот на животот на детето, квалитетот на животот на возрастниот човек, секогаш е причина која може да биде вовед во она што најмногу и најмалку практично го посакуваме, а тоа е развој на хроницитет. Така да секоја кашлица, особено продуктивна влажна кашлица, која трае подолго некаде од 15 до 20 дена, веднаш треба да се алармира кај лекар, и тоа педијатар, меѓутоа понатака да се детето проследи од страна на педијатар-пулмолог, кој што се занимава во субспецијалноста негова е точно респираторните органи. Продуктивната кашлица е нешто што ги загрижува родителите и од аспект на тоа да не само што може да биде вовед во хроницитет на промени хронични на ниво на дишните патишта, меѓутоа продуктивната кашлица е према квалитетот на секретот кој што се создава во текот на траењето на временскиот период на манифестација на потешкотите, е секогаш едно одлично милје за колонизација на одредени бактеријски чинители, кои во така наречена здрава состојба, кога сме не така наречена, него кога сме во здрава состојба, кога е детето во здрава состојба, тие бактеријски чинители се практично негови пријатели, тие се одомакинети и живеат во носните ходници, меѓутоа во период и на кожата, и во период, точно, таа е нашата нормална флора, која практично и не штити од развој на несакани заболувања, како што се автоимуните болести, како што се малигните заболувања, бидејќи ние сме минатиот пат кажав создадени така
како креација од Бог, да организамот мора да се брани од нешто. И секогаш ова е најлесното чинител, значи бактеријата е секогаш како и вакцините што ги даваме, секогаш тригер за да имунолошкиот одговор на коскене за срцевина го потикнеме, за да се практично брани и создава нешто што ќе го заштити организамот. Што значи влажната кашлица, продуктивната кашлица е одлично милие, уште еднаш ќе кажам, ќе се повторам себе си, за развој на несакани бактериски колонизации, кои што пак се вовед во развој на бактериско воспаление на бели дробови. А дали причинителите за кашлица и за респираторни болести кај децата се разликуваат во зависност од возраста, односно дали се разликуваат кај бебињата и малите деца и кај децата од школска возраст? Да. Прашањето ти е многу добро и одлично позиционирано. Во кој аспект? Значи, како што кажав, најголем процент од случаите кашлиците во било која возраст се тригерирани, се откочени од вирусни чинители. Меѓутоа, многу често од 10 новородени дечина, некаде кај 6 до 7 новороденчина во првите 12 до 15 месеци од животот, имаат одреден проблем кој што се манифестира и кој што може секогаш, не може, него секогаш е вовед во манифестација на кашлица, кој се манифестира едноставно што после секој подој детенцето блюцка. Значи, отстранува количина, вие ја гледате количината на млекото која излегува низ устата на детенцето. Некогаш што е мала количина, некогаш е поголема количина, некогаш е во форма на повратена маса, односно млекото кое што го цицало, дел од млекото кое што го внело во себе. Тие дечина манифестираат кашлици, кои се суви, а многу често продолжуваат во влажни кашлици. И кај нив, зошто ова го одделувам, ќе кажам, кај нив причината е еден развоен проблем кој што не може да се лекува ако не е во голема форма манифестиран, кога мора оперативно да се излекува, се вика гастроезофагеален рефлукс, значи. И тука тие дечина кога ќе дојде дел од храната во дишните патишта се бранат и дишното стебло се брани со кашлица и нормално се брани со продукција на секрет кој што за кратко време ќе биде продуктивна кашлица. Многу често овие дечина се лекуваат со антибиотици, се лекуваат заради така наречено црвено грло, бидејќи нормално црвеното грло е реакција на храната, се воспалува од иритацијата на киселината и долго време може да лутаат како така наречено често болни дечина, а практично основниот чинител е нешто сосема друго. Тука, во однос на причинителите, значи тоа не смееме да го занемариме како податок, бидејќи како што кажав, од 10 дечина во првите 12 до 14 месеци од животот кај 7 е присутна оваа патологија. Тоа е голем процент и затоа го позиционирам. Второ, каде се прават несакани, да кажам, терапевски грешки, не, меѓутоа едноставно превиди, што многу пати тие деца исто се ставаат во категорија или како инфективен чинител на болно грло или како алергиска природа на проблем и често пати се во правиот смисла на зборот бањат, се капат во антихистаминици, оние што ги знаеме, лоратадин, летизен, аериус, зиртек и така. И додека стигнати да се разреши проблемот, долго време треба да помине, а најчесто доаѓаат како проблем, а тоа е веќе манифестација на долно-респираторен проблем. Значи една продуктивна кашлица која веќе добро се завгнездила во долните партии на дишните патишта и веќе детето ќе ви дојдат со една историја на болест која што трае кашлица па скоро 2 до 3 месеци. Така. А зошто кај некои деца секоја респираторна инфекција која што е проследена со секрет во носето завршува со долно-респираторен проблем? Види, ако е ова категорија во развојниот тек, сега постои една друга категорија на популација на деца кои што имаат во првите некаде 5 до 7 години од животот една осетливост на дишното стебло, ја викаме бронхиална хиперсензитивност, односно бронхиална хиперодзивност, која што ако не се третира и ако не се обрати внимание, може да биде вовед во развој на астматска болест на дишното стебло.
Таа бронхиална сензитивност, таа бронхиална хиперсензитивност, најчесто децата можат самите себе да ја носат со самото раѓање, меѓутоа во голем процент од 10 деца кои што спаѓаат во категорија со бронхиална хиперсензитивност, значи осетливост на дишното стебло на одредени чинители, најчесто тоа се вирусните чинители, во првите некаде 7 години од животот, од 10 деца, 5 деца имаат бронхиална хиперсензитивност. Значи имаат, ако тука не ги детектирате и не ги третирате правилно, после 7-та година сигурно ќе развијат форма на астматска болест на дишното стебло. Од таа страна, пак децата кои што имаат, да кажам, вродена склоност на осетливост на дишното стебло, тие имаат многу поголема склоност кон развој на вирусни респираторни инфекции. И од тука тие деца многу почесто кашлаат во текот на оној период од октомври до април месец и многу често кашлиците се најчесто суви, груби, меѓутоа за кратко време стануваат продуктивни влажни кашлици. Тука многу важен чинител е повторно педијатарот пулмолог, кој ќе го процени детето, односно ќе процени состојбата на осетливост на дишното стебло и кога детето ќе направи 6 годишна возраст, некаде 6,5, постои еден прекрасна апаратура, која што за среќа ние имаме во нашата болница. Јас морам да кажам, отворено некаде 96-та година, кога отидов да го работам делот од мојот докторат во Холандија, во Лајден, кај професор Питер Стерк. За прв пат си ја видов таа прекрасна апаратура за мерење, значи неинвазивна метода. Детето едноставно игра и диши на компјутерот и се проценува активноста на клетките на бронхиалната осетливост. Значи, тоа игра и ние ја мериме концентрацијата на одредена субстанца која се вика азотен оксид, која упатува дали дишното стебло е здраво, хронично болно, бидејќи кашла продуктивно или суво, дали астматско дишно стебло. Викаме метода на мерење на азотен оксид во издишаниот воздух. И јас кога се вратив 96-та година, го одбработив мојот докторат, меѓутоа ја немав таа среќа да го работам тоа, се до мигот додека 2009 господинот Јордан Камчев не ми ја даде таа шанса и навистина сум многу благодарна, бидејќи на Македонија и помогнавме многу во однос на дијагностика на тоа дали имате здраво дишно стебло на 6,5-7 години, имате хронично дишно стебло, имате алергиско дишно стебло, имате астматско дишно стебло и тоа го имаме важно за потоа да може да се примени правилен третман. Третманот на детето е многу важно, така е. Кога зборуваме за влажни продуктивна кашлица кај децата, некои што се поголеми од школска возраст, можат да го искашлаат секретот шлајмот, но проблемот е голем доколку се јави кај бебе или пак мало дете кое што не може да искашла. Сега, за почеток, може ли да дојде до некаква компликација доколку остане шлајмот во дишните патишта и бебето или малото дете не може да се ослободи од него? Точно, може да дојде до компликација. Компликацијата е развина воспаление на бели дробови, зборуваме во првите 3 до 4 години од животот. Зошто децата не можат добро да го искашлаат секретот? Затоа што прво им е многу послаб кашличниот рефлекс. Значи во развојниот тек ви треба барем 3 до 4 години за да клетките што ги имате на ниво на дишното стебло, односно трепките, ви ја добијат јачината за да можете да го повлечете секретот од долните партии во горните партии и да го голтнете. Најчесто го голтате, многу мал процент знаат да го искашлаат, па и возрастни луѓе. Така да, ако таа продукција на секрет не се елиминира, значи не се намали незината остранување, да се острани практично од долните партии, тоа е вовед во развој на проширување на бронхалното стебло, значи развој на една хронична болест, која што во животот ќе создаде како врејкичка промена на дишните патишта и тука стално ќе има продукција на секрет, значи тоа практично ние не сакаме да го доживееме кај децата кои што кашлаат подолго од 20-25 дена влажно, значи развој на бронхиектази викаме, и тие вечно ќе ги носат со себе или ако се многу големи ќе ги оперираат. Може да се развие акутно воспаление на бели дробови и може да дојде до друга развојна една хронична белодробна болест. Меѓутоа, мора повторно да се внимава, често пати родителите многу еден добар метод го користат,
Тоа е методот на дренажа, на лупкање на дечината. Сега имаме видео материјал кој што може да го подкрепи овој дел од разговорот, да погледнеме како тоа се изведува. Одлично. Некои се плашат пресилно да ги тапкаат бебињата, велат да не се случи некаков проблем. Веднаш би рекла пред да почнеме ова. Значи, многу е важно да не се држи раката во хоризонтална состапа. Значи, никогаш да не го тапкате детето вака. Така. Него секогаш да имате вакуум. Вакуум, вие со вакуумот практично го раздрамувате дишното стебло. Втора работа, секогаш ако одлучите да го дренирате вашето дете, да биде 2 часа после оброк, бидејќи ќе направите да ја поврати масата што се наоѓа во желудникот. И трета работа, ако вашето дете припаѓа во групата на тие деца што на почеток кажав, што имаат рефлуксна болест, што блюцкаат, заборавете на дренаж. Така. Тоа е она пред да го гледаме. Да, може да се појави дополнителен проблем. Дали секогаш се тапка бебето на грбчето или некогаш можеве, јас погледнав на видеото странично или пак на градите? Па најдобро е детето да биде, мислам јас 25 години работя во Институтот Козле и навистина ние имаме една прекрасен кабинет за кинезитерапија. И во основа детето мора да биде подаголо 45 степени. Значи не вака, што мора да биде подаголо. Ако сакате нешто да го добиете ефектот, како што кажав, подаголо 45 степени, да биде 2 часа после оброк и да не припаѓа во категорија на деца со рефлуксна болест. И најпрво, тапкањето трае 3 до 4 минути, детето е легнато на стомак, па го тапкате десната и левата страна од градниот кош, значи не вака, така, него значи ова што го гледаме во моментов на видеото е некоректно. Не, во ред, значи да не го гледаме понатаму. Еве како треба ова точно. Е тоа родителите што треба да го правите. Значи тоа е тоа. Ова, значи го добивате овој звук, не овој. Така. Не ова, точно тоа. Значи 3 до 4 минути оди така, потоа го вртите на левата страна на бокчето, фино овој дел го прифаќате, значи овој дел, и потоа на десната страна другиот дел. Значи тоа е практично леко. Никогаш не го тапкате детето да лежи на грб, а вие да го тапкате така, значи ова е сосема нешто некоректно на ова е уште еден доказ дека на интернет може да се најдат најразлични. Ова е практично нешто што е повеќе како игра, него што има ефект во однос на тоа што сакаме да го добиеме. Зборуваме сега ако имате патологија. Така. Ако имате еден обичен мобилен секрет, еве мајката го става веќе. Од левата страна го става на страна, што кажував јас, она го става на страна. Точно, и најдобре тука го ставате детенцето на вашиот, на бутините, ако е мало, ете, меѓутоа, она практично, ова се вика клапинг метода, таа со прстите го удира, таа не го удира со шаката, како на клавир кога свирите, танк, 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 и тоа може, значи, или одите вака, али најдобро е вака. Само да пушта да погледна гледачите. Ете, сега мајката веќе го направи тоа. Значи мајката во црвено што е облечена, точно го направи ова сега што го имате вие од добиено. И за колку време по ова тапкање значи, 3 до 4 минути лежи детето на стомак и го тапкате, градите градниот кош позади, 3 до 4 минути кажав, ако е ова главата ви лежи на едниот бок, 3 до 4 минути на другиот бок и завршува, и тоа обично потребно е 2 до 3 пати во денот, доволно е 2 пати, за да може количината на секретот од долните партии да го донесете во средните партии, детето да може тоа да го искашла. Зошто? Затоа што во долните партии немате трепки. Значи нема трепки, нема со што тој секрет да го покренете. Кога е мало детето, а кога е големо, имате јачина на диафрагмата и на меѓуребрените мускули, јачина одредена, да вие практично самите со движбата на диафрагмата при актот на кашлица го покренувате. А малото дете тоа не може во првите 3 години. А зошто понекога се случува децата кои што малите бебиња кои што кашлат да повратат шлајм, односно повратат секрет? Дали тој секрет потекнува директно од белите дробови или пак го голтнале и доаѓа од желудникот? Го голтнале. Бидејќи родителите сметат на таков начин дека му олеснало на детето и сега може да диша. Најчесто го голтнале. Тоа е точно. Одредена количина на секрет може и при самиот такт на повраќање да се острани, меѓутоа не. Тоа е многу ретко, во мили проценти. Практично тоа што го гледате, тоа е повратена маса од желудникот.
Што е со инхалациите? Дали може да помогне да се отстрани секретот од белите дробови и воопшто од дишните патишта? Што ако секретот се наоѓа во носот, во грлото или пак во душникот? Дали во тој случај има ефект инхалацијата? Инхалацијата има ефект само кога е проблемот на ниво на дишните патишта од овој дел тука надолу, како да кажам, од ларингс, од ждрелото надолу. Значи, зборуваме за влажна кашлица, не зборуваме за ларингална кашлица, како лавеш на куче. Така да тука инхалациите имаат ефект, немаат во горните партии ефект, тука тоа е лага. Второ, инхалации со дексаметазон, многу често ми доаѓаат деца кои што се ставени и примаат ради влажни кашлици, нема ефект тука. Не. Инхалации со физиолошки самораствор, ако е продуктивна кашлицата, може да има ефект ако е уреден наодот на белите дробови. Значи сте го однеле детето и лекарот ви кажува вашето дете има уреден наод, има продуктивна кашлица од инфект, меѓутоа во моментот нема направено проблем. Тука може физиолошки раствор, меѓутоа доколку кашлицата е пропратена со позитивен наод на слушалка, како слушаме детето, тука инхалација само со физиолошки раствор или комбинација физиолошки раствор со дексаметазон или ми доаѓаат комбинации физиолошки раствор со бисолвон, различни некои, значи тоа не, заборавете го. Дали децата кои што имаат продуктивна влажна кашлица треба да пијат поголема количина течност за поедноставно да ги свелат? Секогаш. Минатиот пат, нели тоа, како реков, капете ги децата со течности, се разбира незасладени чаеви, бидејќи нели шекерот и солта ја влече водата од клетката, а ние треба на клетката да ја помогнеме да биде добро влажна, добро да има продукција на секрет одредена, бидејќи да напоменам дека продукцијата на секретот, како што кажав, 90% се кашлиците тригерирани, откочени од респираторни вирусни инфекции. Продукцијата на секретот, што дишното стебло го прави од вирусниот чинител, ве штити од развено одредени колонизации на бактерии, доколку трае до 10-14 дена. Значи, не треба да ве плаши тоа, само вие треба да го наливате детето со течности, со чаеви, со вода, со незасладени сокови, со незасладени компоти и да чекате практично време да помине. Се разбира, доколку тоа не е пропратено со кркорење на градите, кога вие ќе го прегрнете вашето дете и чувствувате под вашите дланки како градниот кош му кркори, како намаче кога преде, тогаш веднаш одете на пулмолог. Значи, веднаш барете причина и да ви се даде одредена терапија. Што е со солените соби? Многу родители ги носат своите мали деца во солени соби, сметајќи дека испарувањето од солта ги ослободува секретите од дишните патишти, на тој начин полесно може да ги исфрлат. Дали советувате нешто вакво? Па вака, конкретно за солените соби не сум ни за ни против. Наискрено го кажувам, тоа е некаде феномен во Македонија, па последните 15 на години, 14 по мене, сега точно не ме земете за збор колку. Целта е нели таа концентрација на јод и на тоа што е присутно во солта да допре до вашите органи, дишни патишта, нели, на некој начин како да се наоѓате во некоја форма на близина на морската обала. Советувам следното, значи, уште еднаш ќе кажам, не сум ни за, не сум ни против. Меѓутоа, доколку проценат родителите и да го носат своето дете, да, јас им викам во ред, или ќе ми кажат веќе 5 ден сме дали да продолжиме, во ред продолжете. Меѓутоа, секогаш да се обрати внимание во собата да нема повеќе од 2 деца. Значи, вашето и уште едно дете. Да не биде 3-4 деца, затоа што сепак можноста за пренос на различни инфекции е голема. И сосема на крај, бидејќи имаме на вистина многу малку време, децата кои што имаат хронична кашлица, влажна кашлица, дали препорачувате во зимскиот период да направат промена на клима, да отидат на планина, на зимување, на село и слично? Бидејќи понекогаш родителите велат, ќе чекам додека сосема не оздрави, па дури потоа ќе го носам нездена страна. Значи, вака, ако детето има влажна кашлица со уреден белодробен наод на бели дробови, значи сте отишле и лекарот ви кажува
пати сте го виделе, за 15 на дена кашла влажно, дека е детето сосема во ред, можете каде сакате да го однесете. Меѓутоа, доколку детето има влажна кашлица заради тоа што има проблем со зголемен трет крајник, значи во горните партии на носот, тука во проекција на коренот на носот се наоѓа третиот крајник, тој продуцира секрет кој што детето го тера да кашла, особено наутро во ноќните часови. Тука заборавете на висока надморска висина, значи тоа му смета на третиот крајник. Тоа ќе го почувствува третиот крајник како удар со бокс, што значи можете да го однесете покрај езеро, можете покрај море, а доколку е со белодрвен аут присутен, чекајте да заврши и потоа носите. Одлично, уште едно издание, навистина ми е драго кога сте наша гостинка во студиото. Ви благодарам што денес одвоивте простор да бидете дел од Нулен Плюс. Се гледаме, се надевам повторно. Ви благодарам и на вам. Ова беше се во денешното издание на Нулен Плюс. Денешна гостика ни беше професорот доктор Гордана Мачевски-Баџаков, специјалист по педијатрија, пулмолог од Аџи Бадем Систина. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.